Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Има ли вистинска контрола за тоа како се трошат народните пари? Ако бидам циничен, господин Ацевски, ќе кажам дека само Катица Јанева добила поголема поддршка од вас. Па јас се надевам дека нема да ме снајде судбината на Катица Јанева. Ако Државниот завод за ревизија се раководи од начелото на материјалност, тогаш зошто со години најголемиот потрошувач на народни пари, Електрани на Македонија или поново Електрани на Северна Македонија, не била предмет на државна ревизија? Се надевам дека акционерското друштво Елем ќе биде предмет на ревизија, односно ќе биде предвидено со годишна програма за 2021 година. Дуи, кога прикажувала како се финансира, од каде, како го водела сето тоа, практично лажала. Сега, дозволете ми мене јас да го толкувам тоа, а сето тоа останува само на ревизорскиот извештај. Зошто мислите дека ова не било основа, да речеме, јавното обвинителство понатаму да постапува да отвори истрага? Јас не би го потребил тој термин лаже, меѓутоа, не гледајќи го само утврденото и напишаното во ревизорскиот извештај, треба да погледнеме и она што значи системска слабост, искажано по даденото мислење. Интервјуто со главниот државен ревизор Максим Ацевски е по кратка пауза. Гледајте 360 степени. Во декември минатата година Максим Ацевски, магистер по економски науки од Велес, беше избран за главен државен ревизор или за прв човек на Врховната ревизорска институција во земјава, чија задача е, меѓу другото, да испитува дали законски и наменски се трошат јавните пари. За неговиот избор гласа 81 пратеник од сите пратенички групи од мнозинството и опозицијата, што ретко се случува во парламентарната пракса во Македонија. Заарно или за лошо, ќе разговараме лично со Максим Ацевски. Добро вечер и добре дојдовте. Добро вечер и вам. Благодарам на поканата. Како вие доживувате оваа широка поддршка од сите, буквално во парламентот, не сите 120, но од сите политички партии? Ако бидам циничен, господин Ацевски, ќе кажам дека само Катица Јанева добила поголема поддршка од вас, а за жал видовме како заврши. Па јас се надевам дека нема да ме снајде судбината на Катица Јанева, а чувството е големо и чувствувам голема задоволство што во суштина имам поддршката од сите пратеници во тој период и во суштина задоволството од една страна, меѓутоа чувството и на одговорност од друга страна. Како да бидеме сигурни дека не сте избран по принципот на негативна селекција? Знаете зашто ве прашувам. За некој околу кој има најмалку спор, а не некој за кој што има согласност дека е најдобар. Па јас се надевам дека од овој 10-месечен период може да почувствувате промени во работењето на Државниот завод за ревизија, земајќи го чувството на транспарентност во работењето на институцијата. Ако од периодот во преходниот период можеме да забележиме дека една затвореност на институцијата, каде што во досегашниот период не се чувствувало потреба да се споделуваат информации со јавноста, мислам дека во овој 10-месечен период докажавме дека навистина сме партнери со медиумите, партнери со невладените организации, партнери со јавноста, се со цел да направиме дополнителен притисок врз државните институции, односно Неспорно е дека Државниот завод за ревизија се отвора во овој 10-годишен период од кога сте начело на оваа институција. 10-месечен период. И се извинувам, 10-месечен период, инаку ќе бидете 9 години, така? Да, точно така, 9 години и верувам дека во тој 9-годишен период ќе имаме многу работи за кои што и во понатамошниот период ќе зборуваме и ќе имаме работи во кои што ќе чувствуваме гордост и за општеството и за државата и за граѓаните, но и гордост за вработените во институцијата. Една дамка го следеше вашиот избор, тоа е случајот што го отвори Државната комисија за спречување на корупцијата, го затвори без наод за вас, но го затвори од процедурални причини затоа што во меѓувреме вие заминавте од Државниот завод за ревизија. Што би рекле, да речем, во ваша одбрана во однос на наводите кои што беа кажани од антикорупцијската комисија? За публиката да кажеме дека поедноставено тоа беше вака поставено. Максим Ацевски правел ревизија на државни институции, давал определени
забелешки и препораки, а потоа во приватно својство преку една невладина организација од Велес ги обучувал, им држал обуки како да ги адресираат тие препораки. Не е баш така состојбата. Јас се гордеам со сите вработени во институцијата кои што во суштина имаат капацитет, имаат својство да даваат едукација на вработените во јавната администрација, бидејќи да располагате со оден квантум на знаење, со одредени вештини и квалификации за да го споделите тоа што го знаете со вработените во јавниот сектор, во суштина целото општество треба да биде задоволно. Тоа што јас како Максим Ацевски го имам како знаење, сакам да го споделам и со сите останати вработени во јавниот сектор, давајќи една дополнителна вредност, зголемувајќи ги нивните знаења и вештини. Но принципиелно, ако држите обука некому, кому претходно сте му правеле ревизија, нема ли тука конфликт на интереси? Не се работи значи во тие услови. Ниту сме ги бирале на тие што сме им правеле ревизија, секогаш доаѓале личности кои што 1300 субјекти се предмет на ревизија, кои што подлежат на ревизија во Државниот завод за ревизија. Во текот на една година Државниот завод за ревизија прави ревизија некаде 50 до 60 субјекти, така да не е точна констатацијата де факто дека биле повикувани само тие што да им се држал, што биле предмет на ревизија, де факто секој има можност да присуствува. И во овој момент има државни ревизори кои што учествуваат не само таа невладена организација, него во други приватни консултантски куќи кои што во суштина своето знаење го споделуваат се сите вработени во јавниот сектор. Јас ќе бидам горд доколку во Државниот завод за ревизија се изградат вработени, се изградат професионалци кои што своето знаење ќе умеат да го пренесат на други, зголемувајќи и нивните знаења и вештини. Се уште сте активен преку ова Сдружение на финансиски работници од Велес? Не. Добро. Ќе зборуваме вечерва за тоа што е и треба да биде фокус на вашата работа. Мене на почетокот би ме интересирало ова, господине Ацевски. Ако Државниот завод за ревизија се раководи од начелото на материјалност, тогаш зошто со години најголемиот потрошувач на народни пари, Електрани на Македонија или поново Електрани на Северна Македонија, ЕЛЕМ, сега ЕСМ, која со години троши по десетици милиони евра народни пари, не била предмет на државна ревизија. Последен пат кога се случило тоа? 2011-та, мислам. Да, точно така. Меѓутоа, видете, ова прашање во суштина треба да биде адресирано на некој друг. Јас можам да кажам за мојот период и можам да кажам дека во суштина најголемите ревизии или сите ревизии кои што се несуваат на крупни капитални акционерски друштва кои се собственост на државата во преходниот период или сум учествувал или биле под раководство во мојот сектор. Дали ќе се согласите дека сепак е нелогично ЕЛЕМ да не биде предмет на ревизија цели 9-10 години? Секако дека е нелогично, меѓутоа затоа и можам да изнесам вечерва за некаде од една недела де факто во рамките на Државниот завод за ревизија ќе биде донесена одлука за утврдување на стратешки приоритети кои што ќе бидат предмет на ревизија во наредниот период. Поаѓајќи од тие стратешки цели, се надевам дека акционерското друштво ЕЛЕМ ќе биде предмет на ревизија, односно ќе биде предвидено со годишна програма за 2021 година. Вие подготвувате годишни програми и така одредувате каде во текот на таа година, бидејќи самиот рековте 1300 субјекти се потенцијално предмет на ревизија, не можете сите годишно по 40 на 50 на субјекти можете да проверите како ги трошат народните пари и велите дека во 2021 ЕСМ поново или ЕЛЕМ ќе биде предмет на ревизија. Точно така. Треба да биде. Меѓутоа, бидејќи ако може само да се докажам, ќе ве молам. Значи, не би сакал да оставиме неодговорно во однос на оно што значи дека 9 години во суштина не сме правили ревизија на ЕСМ. Би требало да се погледне малку подалеку
и да се види преходната ревизија, не само 2011, него во преходниот период каде Државниот завод за ревизија направил ревизија на преходното акционерско друштво, односно јавно предпријатие за пренос на електрична енергија, каде што со работата на државниот ревизор се донесени огромни средства кои што во суштина биле отпишани во корист на ЕВН. Тоа може да се види и во документацијата при разрешувањето на таквата состојба во владата на Република Северна Македонија, тоа може да се види и во работењето на акционерското друштво ЕСМ, каде што по пат на отпишување на побарување, кое што преходниот период биле отпишани, со констатација на Државниот завод за ревизија, вратени со огромни милиони евра во корист на државата. Но Тоа од 11 до 2020 многу се пишуваше, се говореше за сомнежи за ново испумпување на пари кон приватни фирми чија механизација се ангажира за ископ на јаловина и за транспорт неизин во рамките прецена рек Битола. Неспорно, рек Битола мора да работи, бидејќи тоа е најголемиот производител на струја во државава, но од друга страна прашање дали толку многу пари мора да се трошат за таа намена. Сосема е логично прашањето. Меѓутоа, за да дадам одговор на нешто што било одговорност на преходниот менеджмент, мислам дека е несоодветно. Јас можам да одговорам за она што било за овие 9 месеци и она што ќе биде во понатамошниот период. Согледувајќи ја материјалноста на се тоа што го кажувате, имајќи во предвид значењето на акционерското друштво за државата, имајќи значењето за општеството, кажувам јавно дека АДСМ ќе биде предмет на ревизија и ќе биде офатено со годишна програма за 2021 година. Ќе биде интересно да се чека тој ревизорски извештај, бидејќи самиот знаете дека многу епитети, метафори се користеа за трошењето на народните пари. Таму некои го нарекуваат тоа кражба на деценијата, но да оставиме и да видиме што ќе покаже вашата ревизија. Јас би сакал да додадам нешто друго. Во оваа демократија, каде што секој има можност да каже за одредени сомнежи, за одредена злоупотреба, само замолувам и укажувам дека кога одредени личности испаѓаат и изнесуваат одредени констатации, дали е тоа представник на политичка партија, дали е представник на одредена невладена организација, представник на одреден медиум, секојаш треба да говориме со одредени факти. Зошто тоа го кажувам? Најнив пример е Агенцијата за националната едукација, каде што нели имаше кажување дека се злоупотребени огромни Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. Така. Значи каде што да кажеме дека станува збор за институцијата што ја раководи се уште формално Лидија Димова. Ирелевантно која раководи. Не, значи не е битно за да знаат за што зборуваме. Да, Еразмус плюс. Така. Значи не е битно која раководи. Битно е кога ги изнесуваме информациите да знаеме кој за што е надлежен. Во една од пораќите беше повикан Државниот завод за ревизија да изврши ревизија на работењето. Има ли основа за вас на вистина таму да постапувате? Затоа велам. Значи кога зборуваме и кога упатуваме или кога бараме некој надлежен орган да постапува, треба да располагаме со точни факти и да констатираме дали тој орган има надлежност да врши ревизија. По изнесувањето на таквите факти, од моја страна, од моите помошници беше побарано да се направи целосна анализа на таквата состојба, да се обезбедат податоци за вкупните приходи, за вкупните расходи, за она што значи донација од или средства доделени од Европската унија и така натаму. Констатирано е дека таквата агенција, односно Националната агенција за европски образовни програми и мониторинг, располага со 13 сметки. Што може да констатираме? Може да констатираме дека таа во суштина од буџетот на државата за 2019 година добила некаде околу 359.000 евра. 359.000 евра, тоа се 22 милиона денари. Се поставува материјалноста и врз овие 22 милиона Државниот завод за ревизија има мандат да изврши ревизија. Но за разлика на оние средства кои што беа посочени од Еразмус плюс, го обезбедивме и изворниот договор склучен помеѓу Националната агенција и Европската комисија. Во тој договор јасно пишува кој има мандат да прави ревизија. Односно, тоа е Европската канцеларија за борба против измама ОЛАФ или Европскиот суд за ревизија. Во еден од параграфите на тој договор пишува
или некоја друга институција доколку Европската унија пренесе мандат. Во овој случај, ако Европската комисија пренесе мандат и право да изврши ревизија, Државниот завод за ревизија, ние со задоволство би извршиле ревизија. Меѓутоа, во услови каде имаме ограничување на мандатот на Државниот завод за ревизија и каде јасно пишува кој може да врши ревизија врз тие средства, ние не можеме да извршиме ревизија без разлика што некој не прозива како институција да направиме ревизија. Тие 360.000 евра се незначајни во однос на европските пари. Тие 360.000 евра се незначајни во однос на 6.338.000 евра доделени како грант од Европската комисија. И практично кажувањата за евентуални злоупотреби беа за европските пари, а не за националното финансирање, кое што во суштина се однесува за финансирање на оперативните расходи на функционирање на самата агенција. Она што сакам да кажам, почитувајќи ја општествената одговорност и улогата на Државниот завод за ревизија, исконтактиравме со представници на Европската комисија во нашата држава, исконтактиравме со Националната служба за координација за заштита на финансиските интереси на Европската комисија или АФКОС, која што е во рамките на Министерството за финансии, и информиравме за овие состојби. Впрочем, ја имате електронската комуникација со надлежната агенција, односно служба, во која што патуваме и прашуваме дали информирана Европската комисија за настаната состојба. Добивме таков одговор како што добивме и верувам, следејќи ги информациите од медиумите, следејќи ги информациите од Европската комисија, дека во суштина оваа состојба на изразен сомнеш, бидејќи нашиот ревизорски речник зборуваме дека не можеме да кажеме дека се работи за корупција, се дека не се докаже. Бидејќи во овој момент имаме само сомнеш за злоупотреба на одредени средства. Тој сомнеш останува да го провери Европската канцеларија за борба. Интересно е дека АФКОС ви вели дека тие не наоѓаат исто така основа да постапуваат. Што мислите вие за тоа? Па јас мислам дека можеше да добиеме и посоодветен одговор, како што ние побаравме и контактиравме со Европската комисија и ги известивме за состојбата. Мислам дека и тие можеа да постапат и да добиеме посоодветен одговор, бидејќи без разлика дали имаме ние мандат како Државен завод за ревизија да вршиме ревизија или не, сепак се работи за заштита на угледот на нашата држава во однос на користење. Ќе остане ОЛАФ да прави ревизија и да проверува дали имало евентуално злоупотреби. Да ве прашам, ревизијата во многу ситуации објавува извештаи во кои што дава мислење со резерва. Да речеме, ако за пример ги земам извештаите од овластениот државен ревизор за редовното финансирање на политичките партии. Последните се за 2018 година. Еве го извештајот за партијата ДУИ, а не е само ДУИ, и за СДСМ и за ВМРО ДПМН имате исти заклучоци. Велите, со извршената ревизија за 2018 година, изразивме мислење со резерва како во однос на вистинитото и објективно прикажување на финансиските извештаи, така и за усогласеноста на финансиските трансакции со релевантната законска регулатива, упатства и воспоставените политики. Господин Ацевски, ова се многу сериозни наоди, но се останало на овој наод. Зошто? Видете, не само редовното работење на политичките партии и финансирањето на изборната кампања е проблем кој е децениски. Се до оној момент дека политичките актери во нашата држава не сватат дека се она што Државниот завод за ревизија го дал како препорака, се она што меѓународниот фактор, се она што наблюдувачите на изборите, ОПС, ОДИХР, дале како препорака за изменување на законската регулатива, дали се работи тоа за редовното работење, дали се работи за изборниот законник, се до тогаш ќе имаме такви извештаи во кои што од една страна
политичките партии не може да обезбедат доследно почитување на законите, а од друга страна, Државниот завод за ревизија и сите инволвирани други субјекти, и ДИК, и Државната комисија за спречување и корупција, и сите останати инволвирани доколку се појави одредени измами или незаконско работење, не може да постапат. Оти ако го преведеме ова е еден фин административен речник кој што народски преведен вели дека ДУИ кога прикажувала како се финансира, од каде, како го водела сето тоа, практично лажала. Сега дозволете ми мене јас да го толкувам тоа, а сето тоа останува само на ревизорскиот извештај. Зошто мислите дека ова не било основа, да речеме, јавното обвинителство понатаму да постапува, да отвори истрага? Јас не би го потребил тој термин лаже, бидејќи велам, се до моментот додека велите изразивме мислење со резерва како во однос на вистинитото и објективно прикажување во ред. На тоа мислам, да. Значи вака, кога зборуваме терминологија, тоа се значи мислење утврдени со меѓународните стандарди на ИНТОСАИ, кои што Државниот завод и сите мора да ги следи и сите останати врховни ревизорски институции работат по тие стандарди. Што е суштината во сето тоа? Таквото дадено мислење вели дека се она, освен она што е утврдено и напишано во ревизорскиот извештај, се друго е во согласно со законот. Меѓутоа, не гледајќи го само утврденото и напишаното во ревизорскиот извештај, треба да погледнеме и она што значи системска слабост искажано по даденото мислење. Ако ги погледнете ревизорските извештаи не само за редовното работење, него и ревизорските извештаи за финансирање на изборната кампања, ќе видите дека содржината на таквите состојби е повеќе од она што значи утврдени состојби. Тоа значи дека, за жал, политичките партии, кои што се главни креатори на изборниот законник, прават такви измени на законот кои што во суштина ни прават проблеми не само за политичките партии, него прават проблеми и за сите институции кои што ги следат или прават надзор и ревизија на изборната кампања. Тоа е еден магепсан круг, господине Ацевски, за кој што често зборуваме и го констатираме, но никако да излеземе од тој магепсан круг. Упорно се зборува за проблеми во финансирањето на политичките партии, за проблеми во финансирањето на изборните кампањи, за тоа дека тоа е сива зона која што тешко се контролира и така натаму, постојано се менува, наводно напредува законската регулатива, но никако да се излезе од овој магепсан круг за кој што еве и вие самиот зборувате, а тоа е дека за жал партиите кои што го дизајнираат изборниот законник на крај прават законник кој што остава вакви сиви зони. Јас верувам дека сите актери во политиката ќе соберат сили и можности да го слушнат нашиот глас. Гласот на професионалците кои што кажуваат на нелогичности и непримеливости на изборниот закон. Ако имаат волја. И јас се надевам дека мора да имаат волја, доколку сакаат да обезбедиме владење на правото, што е една од клучното барање на Европската унија. Зошто мислите? Сакале или не сакале, ние мора да го направиме тоа. Јас упатувам на сите тие што учествувале на подготвување на изборниот законник да ги објаснат одредбите на член 71 став 1 и став 7, каде што вели дека треба да има единствена трезорска сметка во која што ќе се уплатуваат сите средства за изборната кампања. Потоа кажува дека од таа сметка ќе се користат исличува средствата за финансирање на изборната кампања. За да во истиот став имаме став во кој што вели од оваа сметка може да се изврши повраќај на средства на сметката за редовно работење. Класична, како да кажем, класична неправилност или дубиоза. Авторот не знаел што да каже. Бидејќи од една страна или намерно е така направено. Да речеме дека е од незнаење. Втората работа, ако ги погледнете самите измени на изборниот законник, има толку номотехнички грешки кои што во суштина да дојдете во обратна ситуација да бидете ревизор, едноставно представува тешкотија да се разбере што сакал авторот да каже во изборниот законник. Зошто? Дозволете ми. Само малку.
Ако го погледнете член 71 став 10, вели сите трошоци се подмируваат од сметката за изборна кампања. Јас поставувам прашање, еве јавно поставувам прашање. Бидејќи до сега 100 пати има напишано дека имаме системска слабост. Често пати политичките партии создаваат обврски кои што остануваат неподмирени од сметката за изборна кампања. Ти имаат рок во сега точно да не навлегуваме рокот кога завршуваат, меѓутоа подреден рок по објавување конечните резултати од изборниот процес, имаат рок да ја затворат сметката и во рок од 30 дена. Што со обврските што нема да ги подмират? Сега, јас прашувам, од каде тие ќе се подмират? Немаме законско решение. Значи, само имаме констатација дека во суштина сите трошоци се подмируваат од оваа сметка, меѓутоа немаме решение од каде ќе се подмират неподмирените обврски и тие остануваат да висат. И имаше такви примери во јавноста, сега да не ги посочуваме со име и презиме, но знае квалификуваната јавност за што станува збор. Понатаму, ако го погледнете член 83 став 1 и каде што го уредува финансирањето, има такви глупости напишано што јас на вистина се зачудувам како можело да се донесе такво решение. Бидејќи вели се однесува ограничувањето на став 2, алинеја 2 и 3. Кој ќе прочитате алинеја 2 и 3 на што се однесува, ќе видите дека тоа сосема нема врска со она што сакал законодавецот да го каже. И за жал, ние спроведовме парламентарни избори со ова законско решение. И сега вие треба да правите ревизија. Сега јавноста ќе каже, еве, Државниот завод за ревизија или сите останати не даваат резултати од она што се очекува. Како да дадеме резултати на погрешна законска регулатива. Сега вие ќе почнете ревизијата така на финансирањето на изборните кампањи. Точно така. Ги имате сите предпоставки тоа да го направите. Се разбира ќе се соочите со овие проблеми со кои што ги наведувате. Сега видете, во суштина ние ги имаме претпоставките, морам да кажам дека немаме доволно човечки ресурси за да сето тоа го направиме, бидејќи за да се следи изборниот процес, во суштина треба посебно оделение, постојано ангажирани вработени во целиот тој процес на изборна кампања и така натаму, бидејќи на тоа укажува и ОПСЕ ОДИХР во својот извештај, вели дека ДЗР нема доволно човечки и други ресурси за да ја извршува мисијата која што му е доверена со измените во изборниот законник. Во овој момент, се извинувам ако погрешам со една или две бројки, има 61 политичка партија која што е активна. Ние навистина од една страна чувствуваме гордост што јавноста и државата верува Државниот завод за ревизија и ревидирањето на работењето на политичките партии го дала во надлежност на Државниот завод за ревизија. Но во исто време, во услови кога имате и обврска, гледате дека сме сведоци, секоја година во ситуација не случува по еден изборен процес. Преходната година имавме председателски избори, ова година имавме парламентарни избори, сега во декември имаме локални избори, па есента во 2021 година имаме локални избори и така натаму, и де факто постојано одреден континуирано човечки ресурси од Државниот завод за ревизија се одвојуваат за ревизија на политичките партии, кои што де факто и во преходната емисија кажав дека не секогаш политичките партии треба да бидат предмет на интерес на Државниот завод за ревизија, бидејќи има поголеми корпорации, поголеми акционерски друштва кои што офаќаат поголем офат и поголема материјалност на средства кои што од интерес на државата. Ние не може да се занимаваме да речеме со политички партии кои што имаат 1 милион или 2 милиона денари, а оваме да речеме АДСМ да биде 9 години оставен надвор од ревизија. Целиот овој блок прашања го почнавме со цитирање на дел од извештајот за редовното финансирање на ДУИ. Моето поидовно прашање беше кое што не го одговоривме во овој сегмент. Зошто мислите дека јавното обвинителство, не само еве во овој случај, туку и во други ситуации, кога ќе констатирате сомневања за евентуално незаконско постапување, понатаму не реагира и не отвора истраги по вашите извештаи? Јас мислам дека не е така. За прв пат од моето доаѓање побарав одговор од јавното обвинителство за сите ревизорски извештаи кои што е доставено до јавното обвинителство. Во периодот од 2015 до 2019 година
се доставени приближно 44 конечни ревизорски извештаи во јавното обвинителство. Добиени се повратни информации, тоа слободно може да го проверите и во годишниот извештај на Државниот завод за ревизија, кој што е објавен на веб страната на Државниот завод за ревизија, од кој кажува дека од 44 конечни ревизорски извештаи, 5 се отфрлени, додека сите останати се во обработка и за одредени ревизорски извештаи веќе има и осудителна пресуда. Тоа е првата работа. Може да го земете, да речеме, јавното предпријатие Комуналец Гостивар и други, сега не знам на памет не ми доаѓаат. Меѓутоа тоа е едната страна на работата. Дали воопшто јавноста, дали воопшто невладиниот сектор и новинарите и медиумите се запрашале во какви услови работи јавното обвинителство. Ако земете да го прочитате конечниот ревизорски извештај за буџетот на државата, ќе погледнете состојби кои што се однесуваат на судската власт. Ако вие континуирано со години и давате помалку средства на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на судската власт, не обезбедувате доволно човечки ресурси на јавното обвинителство, не обезбедувате доволно човечки ресурси на Државниот завод за ревизија и на сите други органи кои што имаат одредена надзорна или контролна или инспекцијска улога, како може да очекувате резултати и да го дадат својот придонес? Дали вие знаете дека јавното обвинителство нема истражители доволно? Дали сте ги... Чи проблем е сега тоа? На државата, апсолутно. Затоа велам, кога ги поставуваме или кога отвараме одредени прашања, значи мора да ги земеме прашањата комплексно, да ги погледнеме кои се вистинските причини. Бидејќи ние само даваме не може да имаме ситуација во која што имаме 130.000 вработени во јавниот сектор, а постојано да велиме дека немаме човечки ресурси во клучните институции, во Државниот завод за ревизија, во јавното обвинителство, во судството. Нешто длабоко не е во ред. Верувајте, значи, јас верувам, бидејќи неколку пати ја следам изјавата на потпредседателот на владата, задолжен за борба против корупција, одржлив развој, кој што јасно кажува дека за овие институции во наредниот период ќе се води голема грижа. Јас верувам во тоа и очекувам дека министерот за финансии и надлежните органи ќе согледаат реалната состојба, дека Државниот завод за ревизија, јавното обвинителство и сите други институции во системот се партнери на Министерството за финансии, а не органи кои што се обични буџетски корисници или институции кои што треба да пречат на Министерството за финансии. Сега ќе се согласите ли со одлуката? Само уште една констатација. Ако Државниот завод за ревизија со 2 ревизии утврдува и дава поврат на буџетот на државата со 11,7 милиона евра, јас не ја гледам причината министерот за финансии да не го одобри буџетското барање на Државниот завод за ревизија, кое што значи дополнителни 10 милиона за преземање на одреден број на вработени или за вработување 10 милиона денари. Добро. Може ли да предпоставите за каква споредба... Сега зборувате за ребалансот за оваа година или за година? За буџетското барање за 2021. Добро. Значи, ако во 2010 година бројот на државни ревизори во Државниот завод за ревизија бил 120, а во овој момент имаме 82 ревизори, тогаш како јас да извршувам надлежноста која што ми е дала собранието? Јас не можам, немам магично стапче. Јас работам по 18 часа дневно. Даваме максимални резултати сите вработени во Државниот завод за ревизија да исполниме задачата. Даваме предлози, сугестии, еве сега и на новиот. 10 милиони денари се 150.000 евра на годишно ниво. И тие пари не сака да ви ги даде финансии за буџетот за година. Јас се надевам дека ќе ги дадат. И мислам дека... А тие пари за што ви требаат конкретно, за колку мина? Тие пари ни требаат за преземање на еден број на вработени и за вработување на ново вработење во Државниот завод за ревизија, но во исто време и водење грижа за постојните вработени во Државниот завод за ревизија, кои што во претходниот период со години не били унапредени. Замислете вие да давате одлични резултати, да давате придонес за општеството, да давате придонес за буџетот на државата, а 10 години да не бидете унапредени.
Сакам да ве прашам за ревизијата извршена во специјалното јавно обвинителство. Таа крена многу прашина во јавноста. Конкретниот наод се однесува на остварувањето на правото на други надоместоци за вработените, конкретно за шефот на тоа обвинителство и за јавните обвинители таму. Сумата која што ја посочивте, која што била поделена по однос на остварување на право на други надоместоци, околу 4,5 милиони евра, што не е за занемарување, но јавноста не доби многу детали околу тоа, затоа што рековте дека прибавените информации имаат степен на квалификација, дека согласно закон треба да изготвите посебен извештај, тоа сте го направиле, но јавноста не дозна повеќе отколку овие една-две реченици. Зошто? Видете, за самиот извештај се грена многу прашина. Прво се постои прашањето зошто сме прифатиле како Државен завод за ревизија да вршиме ревизија. Мојот одговор поради општествениот интерес и поради интересот на јавноста. Да се обеледени, бидејќи имаше искажување, како што за ова национална агенција имаше сомнеш дека има злоупотреба на одредени средства. Имајќи ја предвид материјалноста на работењето, материјалноста на средствата кои што се потрошени за специјалното јавно обвинителство, како Државен завод за ревизија свативме и одлучивме дека треба да се прави ревизија. Јас упатувам искрена благодарност за тимот кој што изврши ревизијата крајно професионално и покрај тоа што сепак имавме одредени потешкоти во вршењето на ревизијата, бидејќи целокупниот материјал на документација не беше среден онака кој што доликува на институција. Втората работа, зошто Државниот завод за ревизија не обединил повеќе во однос на она што било констатирано со оној извештај кој што е класифициран. Мора да сватите дека во интерес на јавност Државниот завод за ревизија направи повеќе од она што можеше да направи. А тоа е, можевме и да го промолчиме износот кој што е утврден како неправилност, бидејќи тој износ не е обединет во конечниот извештај кој што е достапен до јавност. Во интерес на јавност и во интерес на она да се констатира дека Државниот завод за ревизија констатирал одредена неправилност, која што треба да биде предмет на понатомошно испитување од надлежното јавно обвинителство, ние кажавме дека тој износ изнесува 282 милиона или, како што рековте, околу 4,5 милиона. Ние не сме создавачи на тие акти кои што имаат степен на класификација, создавачи се специјалното јавно обвинителство и може да ги декласифицираме доколку добиеме барање од јавното обвинителство. Во моментот кога ќе добиеме такво барање за декласификација на конечниот ревизорски извештај, ние ќе го декласифицираме и со задоволство ќе го споделиме со јавноста. Дали имате увид што прави редовното обвинителство во врска со ова? Во момент не можам, немам сознание, но се надевам дека презема се што треба. За разлика од оваа ревизија, ревизијата на основниот буџет за 2019 година помина речиси незабележано. Веќе зборувавте за делот на одите, особено во делот на судската власт, за тоа дека тоа што го пропишува законот како одреден процент кој што треба да го добива судскиот буџетски совет на годишно ниво, воопшто не се почитува. Но во овој извештај има и низа други теми. 10 на 12 може да бидат од новинарски интерес. Една може би тесно поврзана со општата тема за која што вечерва зборуваме е неекипираноста на инспекторатите. Констатирате дека само 59% од инспекторатите се пополнети според систематизацијата. Во тој момент велите 78 ќе одат во пензија на крајот на 2019, а дека само 16 нови вработувања биле одобрени за 2020 година. Имате интересен графикон кој што покажува каде е најлошо, да речеме во државниот пазарен инспекторат од 293 места биле пополнети само 140, што е навистина загрижувачка состојба. Мојата препорака е, бидејќи често пати и самиот министер не е виновен, бидејќи често пати му се пласираат одредени состојби кои што вработените во министерството ги подготвуваат. За финансии зборувате сега? Зборувам за финансии.
Мислам дека и самите вработени во Министерството за финансии треба да имаат чувство на одговорност и синцеритет во однос на буџетскиот корисник кога ги разудуваат буџетските барања. Министерството за финансии и како треба да биде заинтересирано да има успешни институции од областа на инспекцијата, од областа на контролата, од областа на ревизијата. Доколку имаме исполнети човечки ресурси, задоволни човечки ресурси, квалитетни, способни и кои што располагаат со соодветни вештини, тогаш ќе имаме резултати. Не само во инспекцијскиот совет. Ако го погледнете графиконот кој што однесува на Царинската управа, каде што имаме состојбе во кое што кажува колку средства се застарени, односно колку средства се ненаплатени и покрај тоа што царината ги преземала сите мерки за наплата на таквите, ќе констатираме дека во преходниот период, односно во периодот од 1999 година до 2019 година, 43 милиона 644.000 евра се застарени ненаплатени средства во буџетот на државата. Прашувам, дали Министерството за финансии не е заинтересирано за овие состојби и во самиот навод подолу ќе видите дека Министерот за финансии имал обврска да донесе подзаконски акт. Таквиот акт до ден денеска не е донесен. Дали некој од вработените во Министерството за финансии не треба да му посочи на Министерот за финансии дека таков факт недостасува? Втората работа, ако погледнете од самиот графикон, може да констатирате дека активни побарувања од активни субјекти имаме ненаплатени 7.348.000 евра. Дали се тоа средства за подценување? Овде зборуваме за милиони, зборуваме милиони за водното право, зборуваме милиони во специјалното јавно обвинителство и така натаму. Ако имаме успешни и професионални институции во државата кои што се грижат за приливите и приходите на буџетот на државата, тогаш и нивото на задолжување на државата ќе биде далеку пониско. И во тој случај нашите барања за помош од други институции далеку ќе бидат пониско, доколку успееме како држава и како општество да ги наплатиме сите приходи кои што се приходи и приливи на буџетот на државата, ако ја намалиме сивата економија и ако обезбедиме законско и отчетно користење на јавните средства. Веќе 40 минути разговараме. За крај уште едно прашање. Владата донела одлука еден спрат од палатата Емануел Чучко во кој што е сместен Државниот завод за ревизија да го додели на Државниот инспекторат за животна средина. Нивните простори изгореа во неодамнешниот пожар, се сеќава јавноста, па дури и секретаријатот за европски прашања кој што беше сместен во таа зграда мораше да се сели во други простори. Ќе ви станат комши од инспекторатот за животна средина? Јас верувам дека нема и нема да дозволам, поради тоа што незамисливо во една институција да бидат сместени два државни органи. Пред се, инспекторатот за животна средина е предмет или субјект на ревизија на Државниот завод за ревизија. Ако има владина одлука, нема да дозволите да се спроведе? И јас, како представник на Државниот завод за ревизија, бранејќи ги интересите на Државниот завод за ревизија, бранејќи ги интересите на вработените и грижејќи се за здравјето на вработените во Државниот завод за ревизија, доставив барање до владата на Република Северна Македонија, во кое што укажувам на последиците од таквата одлука и барам да се изврши приначување на наведената одлука. За жал, таквата одлука е направена без да се обезбедат фактичката состојба и да се направи увид во рамките на Државниот завод за ревизија, од причина што имате убава нова зграда, личи на комотна, знаете како колку на 6 ката. Знаете како е, секојаш невестата која ќе облечете субав устан, таа е секојаш убава. Меѓутоа, ако ќе погледнете внатре во низината содржина, можеби ќе се разочарате. Ако земете едно јаболко кое ќе погледнете од надвор, тој може би црвено. Меѓутоа, кога ќе го пресечете, може би тоа е црвливо. Така да, еве, јас ве поканувам како медиум да дојдете да направите на репортажа и да видите какви се простори има во таа зграда, па да се уверите во квалитетот. Јас се плашам и сум загрижен дека може би еден ден ќе добијам кривична пријава од некој граѓанин ако биде повреден од еден од лимовите кои што се изврзани со јажења на терасата на Државниот завод за ревизија, бидејќи во секој момент може да одлете и да повреди некој човек.
Чувствувајќи општествена одговорност, од моја страна уште во месец јуни има доставено известување до службата за општи и заеднички работи, во кое што известувам за безбројно мали од изведбата. Извршен надзор од страна на увид, од страна на надзорот кој што ги бил задолжен за изведување на градбите, составен извештај некаде на 15 страни, каде што се констатирани безброј аномалии, каде што се констатирани потреба изведувачот на работите да изврши реновирање или отстранување на таквите констатации. Знаете што е направено? За овие 2 месеца кај што е подготвен извештајот, донесена една скала во просторите на Државниот завод за ревизија и направена една посета во која што е направен 1 квадрат на плафонот од 40 на 40. Ништо друго. Во такви услови, само да довршам. Да, мора да завршувам. Во такви услови, во кои што имате простории, каде што нема прозори, каде што имате простории, каде што немате дотур на свеж воздух, јас повикувам било кој што сака да биде сместен внатре и се прашувам на кој начин може да обезбедиме заштита на граѓаните во овие услови, односно на вработените. Мораме да завршуваме, инаку станува збор за релативно нов објект граден во рамките на проектот Скопје 2014, но еве и самиот зборувате за многу фалинки негови. Јас еве искрено повторувам, го поканувам вашиот медиум да направите една репортажа и за да не испадне тенденциозно моето зборување, да видите фактичката состојба, па ќе направиме повторна една емисија и ќе ги презентираме сите состојби кои што сте ги виделе на лице место. Ви благодарам што сте отворен и што го отварате генерално Државниот завод за ревизија. Верувам дека е тоа во општ интерес, во прилог на јавниот интерес и на општото добро, бидејќи контролата врз трошењето на народните пари е почеток и крај на една земја која што сака да се нарекува демократска. Благодарам и вам, беше чест и задоволство што бев гостин на нова емисија. Се надевам дека пак сигурно. Верувам во тоа и се надевам дека секогаш кога има одредени интересни теми ќе ги пренесувате. Навистина, еве сакам да завршам, навистина ме изненадува фактот што и покрај тоа што поготвивме специјално соопштение за јавноста за ревизорскиот извештај за буџетот на државата, ниту еден медиум не го сподели тоа соопштение. Навистина не ми е јасно таквата состојба, но верувам дека може би од презафатеност на медиумите. И благодарам уште еднаш. Благодарам и вам. Останете на Алсат, по паузата е саботажата. Традиционалните домашни верници во теориите на заговор кои себе си се перцепираат како нивни демистификатори и обелоденуваат вистината за ковидот цврсто демантирајќи ја можноста за негово постоење. Ова е масло на језуитите, на масоните, значи не може ни еден од нив да не се заболи. Ова е за целосна доминација и контрола на народот, значи да не... Тоа она што го гледам во мојот град каде што живеам, во минатите 24 часа има 4 мртви од оваа болест. Тоа е страшно. Само во мојот град има 4 мртви. Кога бројките за жал го диктираат поведението, тогаш и партиските економисти кои седат рамо до рамо со епидемиолозите кои ги релативизираат, соопштува дека постои очигледно разногласие кое влие деликатно не само во однос на стручноста, ами и околу очекуваната усогласена партиска позиција на раководниот орган. За жал овдека не може да се постигне консензус затоа што имате екстремни случаи од луѓе кои што се повикуваат на некои меѓународни заговори и така натаму, што мислам дека е чиста глупост, луѓе што не веруваат, луѓе што ја подценуваат болеста. Значи да заклучиме, мислам дека е време за порестриктивни мерки. Во нивни рамки претпоставка е дека не станува збор за бесполезниот карантин, туку за посериозен пристап кон санкционирање на сите оние кои не се придружуваат кон мерките и кон протоколите. А тогаш власта треба да почне од самата себе си, за да докаже дека ниту некому ќе му биде стројник, ниту дека добила муштулук. Доскоро имавме само по 400, сега имаме 600 и кусур. Многу веројатно дека овие 200 ни се практично чеис од свадби. И на крајот, додека се чека миразот, останува отворено прашањето.
Што не е јасно? Што не е јасно? Што не е јасно? Што не е јасно? Освен тоа што се уште нема постапка за одговорност ниту за коалициските, уште помалку за партиските свадбари. Останува нејасно зошто прашалникот е свртен од обратна страна. Веројатно, за ниту тоа да не биде јасно. Толку за вечерва, пријатно до понеделник во 22.